Добар ден, драги ученици. Јас сум наставникот Златко Богдановиќ по предметот физичко и здравствено образование при основното училиште Ацо Шопов во општина Бута. Темата која треба да обработиме се вежби за развој на општата моторика во 8 деление. Цели на часот. Основни цели на моторичките способности се подобрување на психомоторните и функционалните способности, како и усовршување и примена на техничко-тактичките знаења од програмата. Конкретните цели пак се да се развие брзината, силата, флексибилноста, координацијата, прецизноста и рамнотежата, односно истите овие психомоторни и функционални способности да ги развијат, подигнат и унапредат на повисоко ниво на организмот. Пред да започне самиот час, потребно да се изведе комплексна вежби за правилен развој на телото, кои ќе придонесат за заштита од некои повреди и отстранување на деформитети кај некои ученици. Комплексот на вежби можеме да го поделиме на вежби за развој на раменски дел, вратот и горните екстремитети, вежби за развивање на мускулите на стомакот и грбот, вежби за карличен дел и долни екстремитети. Може да ги погледнете сликите кои се подоле поставени, каде има различни етапи во страна на вежбањето. Вежбите за развој на општата моторика. Човекот поседува различни способности и особини. Степенот на развој и нивото на достигнување, како и нивниот меѓусебен однос се различни кај секој човек. Антрополошките обележа се состојат од антропометриски карактеристики, моторички карактеристики, когнитивни или интелектуални способности, конативни карактеристики или особини на личност, функционални способности и социолошки карактеристики или опишување на положбата на субјектот. Моторичките способности се особини кои учествуваат во решавањето на моторичките задачи, но исто така тие можат и да се измерат. Се делат на сила, брзина, флексибилност, координација, прецизност и рамнотежа. Сега ќе ги објасниме сите посебно, а потоа преку видео ќе ги објасниме и тестовите. Силата е способност на совладување на различен отпор и се дели на експлозивна, статична и репетитивна. Долниве слики може да погледнеме фази во исфрлање на топката, тоа е исфрлање на медицинка. Брзината е способност на брзо реагирање и изведба на еден или повеќе чекори на одредена етапа за што пократок временски период. Брзината се дели на латентно време на реакција, проста моторна реакција, сложена или реакција по избор и фреквентност на движењето. Долните слики покажуваат етапи од почеток до крај на трчањето. Флексибилноста пак е способност на изведба на различни чекори со голема амплитуда. Флексибилноста може да се подели на активна и пасивна. Имаме поставено 3 слики во седачка позиција или предплан. Координацијата е сложена манифестација на моторичките способности кои се остваруваат со брзо, ефикасно и прецизно реагирање во сложени комплексни ситуации. Преку сликиве подоле може да се погледне исфрлање на топката во цит. Прецизноста е способност која возможува да се погоди некој статички или динамички предмет кој е поставен на некоја одредена далечина. На сликиве се поставени фазите на исфрлање на топка со погодок во цел, т.е. во круг. Рамнотежата е способност на задржување на телото што подолго време во некоја положба. Постоje стабилна рамнотежна положба, лабилна рамнотежна положба и индиферентна рамнотежна положба. На сликиве подоле е прикажана фазата на одење по ниска греда. Во физичкото и здравственото образование постојат и тестови за тестирање на општата моторика кај децата. Тестовите може да содржат елементи како што се одбивање на топката од цит, скок во далечина од место, фрлање на медицинка, трчање на 30 метра, згиб, фрлање на топката во цел, одење по ниска греда.
Сега за секој елемент ќе имаме по едно видео, така ќе ги објаснуваме. Одбивање на топка во зид или тест за координација. Ученикот е во исправен одбојкарски став и треба да ја одбие топката и прими во временски интервал од 15 секунди. Се запишуваат само фатените топки кои се одбиени од зидот. Скок во далечина под место или експлозивна сила на нозете. Ученикот од почетна позиција треба да ги подегне рацете, благо да иде кон назад со телото, да се врати во клекната позиција и да што е можно подолго да скокне. Фрлање медицинка во далечина или тест за сила. Ученикот е во исправена положба, ја држи медицинката со двете раце исправено над главата, а потоа рацете идат кон назад со благото виткање на трубот. Потоа, во позиција кон напред и силно и брзо се изфрла медицинката што подалеку од местото на изфрлање. Трчање на 30 метри или тест за брзина. Ученикот треба да дојде до местото за старт, да се намести во позиција на висок старт и да чека даден знак од стартер или судија. По дадениот знак од судијата, ученикот треба за што пократко време да го помине тоа дадено растојание како што е во тестот од 30 метри. Згиб или репетитивна сила. Ученикот е во почетна положба со двете раце фатен за шипка, вратило или рипстол како што е во нашиот случај и преку напрегање на мускулите на рацете и виткање на подлактица во зглобовите на лактот го подигнува своето тело. Со брадата треба да ја допре шипката и движењата траат се додека движењата се изведуваат правилно. Фрлање на топката во цел или прецизност. Ученикот треба да биде во исправена позиција и со двете раце да држи топката. Потоа префрла во едната рака, во мојот случај десната, иде кон назад во исправена положба, потоа кон напред и се гледа што е можно поблиску да се погоди и целта, тоест топката да влезе во отворот. Подење по ниска греда или рамнотежа. Ученикот е во основен исправен став, се качува на гредата со отразната нога, ги исправува двете раце кон горе, за да може да држи баланс, и почнува да се движи со чекори, а прстите во стапалото треба да бидат во исправена позиција заради естетика, тоест да изгледа движењето убаво. Седечки предстол или флексибилност. Ученикот е во седачка позиција со расширени нозе, ги подига двете раце кон горе и заедно се спушта на едната страна, тоест да ја допре ногата, потоа средината и на крај другата нога. Важно е да се остварат услови за изведба на моторичките активности кои може да се изведуваат во затворен или отворен простор, во двор, како што е сега заради пандемијата или вирусот, и најважно е дека на свеж воздух, преку моторните игри и активности, се подобрува организмот, метаболизмот, сонот и имунитетот на секој поединец. Благодарам.